Paper Mill го труе Кочани и од воздух и од земја, сметаат од општина Кочани. Според нивните анализи, фабриката користи пелети, а не метан за загревање на котелот, со што дополнително се загадува воздухот, а нема ниту пречистителна станица за отпадните води. Ние направивме анализа дека Paper Mill има интегрирана дозвола за загревање на капацитет, односно користење на гориво метан. Тоа значи дека државниот инспекторат треба да утврди дали ги исполнил условите за добивање или одржување на интегрирана дозвола и во колку има промена на горивото за загревање, треба да направи соодветни филтри, се со цел да го нема загадувањето. И не е само загадувањето на воздухот, туку имаме и загадувањето на отпадните води. Според елаборатот, пречистителната станица требало да биде пуштена во употреба уште лани, но тоа не е направено. И покрај тоа дозвола за работа е издадена, зашто општината одговорност бара кај инспекторите. Немаме надлежност нити да вршиме контрола, а уште помалку да казнуваме. Значи немаме, според законот, значи ние не смееме да вршиме контрола во фирми каде што има интегрирани дозволи, тоа е надлежност на државниот инспекторат. Од пред неколку денови, Државниот инспекторат за животна средина има нов директор. Оттаму проблемот со Paper Mill го посочија како еден од приоритетните за решавање веднаш по стапувањето на функцијата. Едно е на хартија, друго е во реалноста. Ние ќе направиме вонреден инспекцијски надзор за да ги утврдиме фактите и ќе постапиме по представката од општина Кочани. Вели Ана Петровска, новата директорка на Државниот инспекторат за животна средина. Од Министерството за животна средина неколку пати досега во своите јавни настапи тврдеа дека вршат редовни контроли во фабриката и на нивно барање се поставени нови филтри на фабричкиот оджак. Сепак, состојбата на терен многу не се смени, што иницираше неколку протести со барање за почитување на еколошките стандарди.